Премиере, ваш коментар за случајот со Струга, да ни кажете ќе бидат ли преземени одредени мерки за организаторите? ИВЗ најавува дека на 12 мај ќе ги отвори џамиите. Ваш коментар. Прво, сакам да кажам дека тоа што се случи во Струга представува една сериозна неодговорност. Неодговорност према граѓаните, неодговорност према здравието на граѓаните, неодговорност према државата. Ние како влада имавме добра комуникација со верските заедници на почетокот. Сите заедно разговаравме и се договоривме колку е важно здравието и животот на граѓаните. И дека нема поголем приоритет, дека нема поголем интерес, поединечен, на одредена група, на верска заедница, на политичка партија, нема поголем интерес од здравието и животот на граѓаните. Јас очекував дека навистина верските заедници уште поизразито чувство ќе имаат за животот и здравието на граѓаните. Сум длабоко разочаран од постапката која што се направи вчера во Струга како човек. Меѓутоа, како председател на владата, апсолутно повикувам сите надлежни органи да превземат се што треба да биде превземено од аспект на мерки за санкционирање на организаторите и на оние кои што не постапувале евентуално да се спречи ваква една организација. Така да очекувам дека и јавното обвинителство и Министерство за внатрешни работи ќе ги испитаат сите аспекти од овој настан и како што имавме други настани во другите места за непочитување на одлуката за негрупирање повеќе од двајца ќе бидат преземени соодветни мерки. Мора да се знае дека одлуките мора да се почитуваат, заради тоа што ако 80, 90 или повеќе проценти од граѓаните на Северна Македонија ги почитуваа мерките, водеа сметка за здравието, сметам дека секој од нас треба да води сметка за здравие, така да во тој дел апсолутно сметам дека мораме да постапиме максимално сериозно како институции да се поведат постапки за одговорност. Премиере, на 12 мај е лидерската средба. Што доколку не се усогласат политичките партии, дали тоа ќе значи тројна криза, политичка, економска и здравствена, со оглед на ситуацијата со корона? Видете, јас очекувам дека токму во овие услови на здравствена криза, а следствено и економска криза која што е детерминирана и од здравствената криза, од условите на стопанисување и во државата и во регионот, и кога говорам за надминување на личните интереси, на политичките интереси и така натаму, дека ќе биде основа на разговорите кои што ќе имат лидерите на политичките партии на лидерската средба. Која е главната цел? Државата и граѓаните. И ништо не е поважно од државата и од граѓаните. И ништо не е поважно од здравието и животот на граѓаните. И затоа сметам дека ќе има доволна одговорност помеѓу лидерите на политичките партии, ќе учествуваме на таа средба, ќе разговараме и секако јас посакувам да донесеме најдобро можно решение за иднината на оваа држава, за иднината на граѓаните и сметам дека таква одлука треба да се донесе, заради тоа што пред се функционални институции во државата се потребни, институции кои што ќе може да се справуваат со секаков вид на идни предизвици кои што стојат пред нас и тоа треба да биде водилката при носењето на политичките одлуки. За разлика од останатите држави, Македонија е со помал пат на економијата. На што се должи ова? Видете, јас сум задоволен пред се заради тоа што предвидувањата почетни и она што сега го предвидуваат и домашните меѓународните финансиски институции покажуваат дека ќе имаме и помал пат на економијата во државата, дека ќе имаме и подобар или побрз рестарт, заради тоа што сме подготвени максимално за да почнеме една добра активност. На што се должи? Прво се должи на превземените навремени мерки превентивни во делот на спречувањето на здравствената криза. Вие се сеќавате дека почетокот на март месец, некаде 3 март, ние како влада донесовме одлука превентивно да делуваме на граничните премини и на граничниот премин на аеродромите. Тогаш ниту една од државите во обкружувањето не носеше никакви мерки. Ние ја свативме ситуацијата за сериозна и сметавме дека ако преземеме превентивни мерки, штетите ќе бидат помали. И тоа е така. Превентивните мерки допринесоа и многу покасно да
започне ширењето на заразата во Македонија, а сходно на тоа и економската активност да се задржи постабилна во тој месец, некаде до средината на март, па и до 20 март имаме добри економски фискални биланси на сите компании. Тоа е еден момент. И второ, паралелно со здравствената криза, паралелно со сите мерки кои што значи заштита на животот и здравјето на граѓаните, направиме се да преземеме мерки економски, кои што ќе помогнат во државата, и тие беа клучно насочени кон зачувување на работните места. Помош на работниците, помош на оние кои што се социјално загрозени. Заради тоа што ако некогаш Македонија имала потреба од солидарност, тоа е овој момент, кога сите се наоѓаме во здравствена криза, и затоа тие мерки сметам дека многу помогна и за заштита на економијата, тие бенефити ќе ги почувствуваме и сега, и економијата ќе ни биде подготвена во одреден момент за да можеме да се вратиме целосно во функција. Второ, сметам дека владата имаше паметна одлука кога донесоме одлука дека капиталните инвестиции мора да продолжат. Да имаме мерки на заштита на работниците, да направиме се што треба да се заштитиме при процесот на работење, меѓутоа капиталните инвестиции не смеат да застанат заради тоа што тука најмногу ќе падне економската активност. Така да сите мерки кои што ги направивме до сега даваат резултати, и јас очекувам дека тие резултати ќе бидат бенефит и за граѓаните и добра можност наредната година да имаме една добра, силна економска активност што ќе допринесе за подобар раст. Имаше една анкета дали родителите ви ги вратили децата во градинките. Има ли првични резултати? Има многу истражувања кои што се прават во овој момент, кои што се однесуваат на здравствената криза. Добро е што граѓаните позитивно го оценуваат сето оно што го превзема владата, и тоа во многу голем процент. Ако ги погледнете анкетите, 68, 69, над 60% сметаат дека владата добро се справува со целата оваа криза. Тоа покажува не дали има поддршка структурата, персонално и така натаму. Тоа покажува дека граѓаните веруваат во институциите. И тоа е многу важно. Оваа криза допринесе да ги вратиме вербата во институциите на системот. Ние имавме период 11 години во кој што се разорува институциите на системот, по било која основа. И затоа таа недоверба во институциите беше во тој период. Мислам дека со ова допринесуваме да ја вратиме вербата во институциите, да ја вратиме вербата во здравствениот систем, лекарите, медицинскиот персонал, секој еден кој што работи во медицинските установи во Република Северна Македонија покажа како се работи пожртвувано за да го сочуваме здравјето и животот на граѓаните, и сметам дека преку таа верба во институциите многу лесно ќе се вратиме и во делот на училиштата, и во делот на детските градинки и така натаму. Ние веќе разгледуваме еден план за враќање во нова нормалност, би рекол, заради тоа што навистина нема да биде животот нормален таков каков што бил претходно од аспект на оваа здравствена криза, се додека не прекине комплетно ширењето на коронавирусот. Меѓутоа и понатаму ние ќе мораме да преземеме мерки кои што ќе значат наша заштита. Јас сметам дека преку добро израдени протоколи за однесување, што треба да се превземе од аспект на заштита на здравјето и на децата и на вработените во градинките, и за спречување на ширење на коронавирусот, децата ќе може да се вратат во градинките врз основа на тие протоколи, меѓутоа за тоа владата ќе донесе одлуки. Важно е верба кај граѓаните има.